Тимот на Катица Јанева веќе почнал со анализа на одземените податоци од службениот компјутер на екс-претседателот на Кривичен Владимир Панчевски, кој меѓу другото се сомнечи за злоупотреба на системот за распределба на предмети. Извори на Нова ТВ од Врховниот суд велат дека секој обид или штелување на системот и местење на судските предмети би оставил трага и би можело да се открие кој и кога влегувал во системот. Повеќе веројатно е дека при распределбата некои судии да биле исклучени, а во барабанот да останат неколку судии кои важат за подобни и да ги добијат случаите. Европската унија со големи чекори се враќа на македонската политичка сцена по повеќе години пауза поради состојбата во Македонија, но и во Европската унија на повидок се шансите за почеток на преговори за членство, можеби веќе наредната година. Стратегијата што ќе биде објавена во февруари, како што вели изворот на Нова, ќе биде еден вид Балканска агенда 2025, слична на агендата 2000 за членството во Европската унија на поранешните комунистички земји од Советскиот блок. Меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје доби Нобеловата награда за мир, соопштено е во Осло. Во образложението на одлуката се вели дека движењето е наградено за својата работа на укажување на катастрофалните хуманитарни последици од нуклеарното оружје и за напорите за забрана на вакво оружје врз основа на договор.